Улогата на местните заедници и вклученоста на жените во раководството е насловена јавната трибина што се одржа денеска во Куманово во рамките на годишната програма за работа на хуманитарното здружение Мајка. На трибината се говореше за значењето на местните заедници како важен механизам за учество на граѓаните во локалното одлучување, како и за можностите за поголема застапеност и активно учество на жените во структурите на местните заедници. Денешната трибина насловена како учество на жените во раководството на местните заедници е дел од програмата на хуманитарното здружение Мајка, кое што е институционално поддржано од Акција Друженска и Шведската фондација Квина те Квина. Денеска сакаме да отвориме дебата за тоа колку жените се вклучени во раководните тела на местните заедници, дали воопшто се пријавуваат како кандидати на изборите, дали жените гласаат за жени и каква е улогата на жените во местните заедници. Сакаме да ја подигнеме свеста на граѓаните дека навистина треба да постојат демократски избори на раководството на местните заедници, подеднакво да се вклучени и мажите и жените, и навистина жените имаат поинакви потреби од мажите и со своето вклучување ќе дадат допринос во лоцирање на проблемите во одредени локални заедници. Па бидејќи сега од мај почнаа новите избори во општина Куманово, до сега колку сме информирани има само во раководството има вклучено само една жена во село Тромеѓа. Се надеваме дека бројот на жените ќе се зголеми, па некои од жените ќе станат и председателки и се надеваме дека при кандидирањето на престојните избори што предстојат ќе најдат храброст и одредени жени да се кандидираат, а другите жени да ги поддржат. Значи институционална поддршка трае до 2027 година. Ние во неја конкретно сме насочени кон мобилизација на жените во одредени локални заедници и работа преку неформални женски кружоци, каде што ги лоцираме проблемите во одредени локални заедници и преку процесот на јавно застапување, жените самостојно веќе се обучија и се способни самостојно да застапуваат пред општината и пред локалните предпријатија, за да се некои нивни проблеми решат или да се испланират за наредните години во буџетот на општина Куманово. Селото е толку близко до град, а нема ништо. Сите млади избега, нема сме автобус, децата не одат пешки, второ немаме канализација доволно, не е во функцијо, а веќе работи, целото село ни смрди, луѓето се паркираат каде што сакат со коли, на цело центар, таму не можеш да се разминеш или деца мали да ги пуштиш, нема шанса определено да отидат. И сакаме нешто да развиваме, да придонесеме за село Тромеѓа. И затоа како жена апелирам сите жени да се пријавуваат и да бидат дел од местните заедници. Пошто мажи како мажи, али доволно захвална сам и жени гласаа за мене и мажи гласаа за мене. И сакам и сам упорна да придонесам нешто со селото. Тоа што ќе се среди, селото да се среди, да бидат улиците чисти за да може децата да одат. Второ, гробиштата тамо да ги чистиме и тие се катастрофа. Трето, патишта сакаме. Има млади полно, луѓе има преку 400 куќи. Али у Тромеѓа не се придонеса ништо. И затоа сак места заедница други се организирамо за да придонесеме нешто, ако успееме. А мислам дека ќе успееме. На територија на општина Куманово екзистираат 68 местни самоуправи, од кои 16 се урбани, а останатите се 52 се местни. 16 урбани се мисли на порано во минатото ги викавме градски, сега се урбани, односно тоа се урбани заедници од делот на градското подрачје, местни каде што се да речеме руралните средини и селата, од кои поделица на 50%, од кои 34 се активни, односно имаат активно раководство, председатели и совет, заедно со председателот, а други 34 се неактивни, односно или се истече мандатот или тешко се организираат, посебно урбаните заедници, за разлика од местните, урбаните многу потешко да се организираат во соби
и во иницијатива граѓаните за да може да се вклучат во местната самоуправа. Инаку во делот за жените колку се активни според последните податоци кои што ги имаме од лицето задолжено за местни заедници кои сега во пензија, ние ова почнавме да го работиме уште од јуни месец оваа година, значи сега сме најнови со ваква тип на местно организирање. Имаме вкупно 3 жени кои што се зборам за сите 68 местни самоуправи, имаме вкупно 3 жени кои што се председателки на местните раководства, а 11 се дел од советите на местните самоуправи, што не е некоја многу голема бројка, но е интересно, мислам дека и самите го потврди истото. Ние спроведовме 4 до сега, од јуни месец до сега 4 избори во местни заедници, немавме на сега урбани, само местни избори, каде што веќе имаме една жена во раководството, тоа е во село Тромеѓа, и сега имаме избори за 2 недели во село, една потенцијална кандидат имаме во селото Балансе, што значи дека тој број ќе се зголеми. Можам да се пофалам со бројката на жени која започнува да се вклучува во местните самоуправи. Порано бев сведок од страна, сега сум директно инволвирана, одам на посета местни заедници и ме радува фактот дека оние селски средини, каде што жените беа претежно на страна, веќе почнуваат да заземаат примат, да бидат вклучени, дали да земат дел како записничар, дел од раководството во некоја форма, па дури да влезат и да бидат дел од составот на таа местна заедница. Во 4 местни заедници каде што веќе почнавме да спроведуваме избори, само во една немаше представнички од женскиот пол. Сметам дека самата организација на тој настан беше организирана од мажите, од сушната потреба на брз начин да направат избори, но тоа може да се смени бидејќи самата форма на тој избор не беше запазена. Им дадовме рок за кој треба да постапат за да може да се спроведе. Така да може и таму да се смени ситуацијата, да влезе некоја жена да биде дел од раководството, да земе учество. Инаку, како жени, мајки, домаќинки, потребата на жената е на еден начин столб за сите општествени делувања. Мажите ги гледаат работите на еден начин, жените ги гледаат на друг. Улогата на жената е да ги опфати сите работи, и машките, и женските, и семејните, и општествените. Многу е добро што како дел од членките може да се најде жена, па во таа структура, дали од 5 од 7 члена, еден глас на таа жена може да смени многу. Доколку бројката порасне, секако дека ќе се сменат условиите и работата на многу подобро.